Посебно за обележување се уште и почвите во кругот на Охис, кои што се контаминирани и непосредната околина, блиската околина, значи еден помал простор во однос на Скопската котлина, со одредени тешки метали кои што биле користени порано при производството во Охис, тука би излил живата, веќе таму имаше електролиза со електроди со течна жива и олово и некои други тешки метали, но таму би потенцирал дека загадувањето на почвите е исто така големо со други хемиски супстанции, посебно органски хемиски супстанции, пестициди и други хемиски супстанции кои што биле произведувани или користени во самата фабрика. Што може да се направи за да се избегне на некој начин труењето на граѓаните преку почвите, бидејќи знаеме дека во околината на Охис тука е Лисиче, тука е Драчево, каде што се уште се одгледуваат градинарски производи кои потоа ние ги конзумираме? Испитувањата кои што се реализираа во рамките на проектот за решавање на проблемот со депонијата на хексаклороциклохексаните, вклучувајќи го и линданот, и хемиските анализи кои што беа вршени и на почвите, и на подземните води, и на храната, земјоделски производи кои што се произведуваат во непосредната околина на фабриката, покажаа известно присуство на токсични супстанции во земјоделските производи. Се апелира на населението во тој дел да не ги консумира тие производи. Неопходна е ремедиација и на почвите и на подземните води. И во рамките на проектот се надевам дека ќе се обезбедат средства да се реши тој проблем, освен решавањето на проблемот со елиминација на депониите со органски хемиски супстанции. Најдобар начин, а најскап е да ја отстраните таа загадена контаминирана почва, потоа да ја третирате на одреден начин но тоа бара големи средства. Друг начин е нејзино ремедирање, кој што трае подолг процес со одгледување на земјоделски производи, на производи воопшто кои што нема да се користат за храна, за да тие ги извлечат токсичните супстанции. Трае многу долго тој процес, во тој период тие не може да се користат како земјоделски површини. Ако вие забраните на собственик да произведува на своето земјиште земјоделски производи, треба да го обештетите, така? Значи, и во таа насока треба да се обезбедува средства.